Вести на Канал 8, добродојдовте. Советот на општина Кочани одража свечена седница по повод 80 години од ослободувањето. Исто така беа доделени и наградите за животно дело и за значајни остварувања во развојот на Кочани. По повод одбележувањето на 80 годишнината од ослободувањето на Кочани, Советот на општината одржа свечена седница на која беше доделена наградата за животно дело, што годинава му припадна на Јордан Ѓоргиев, истакнат спортски работник со многу освоени награди. Признанието за значајни остварувања за развојот на општина Кочани ја доби литературниот клуб Копнеш, кој работи во рамки на библиотеката Искра. Образложение за одлуките за доделување на наградите даде претседателката на општинскиот одбор Кристина Атанасова Арсова. Достигнувањата и резултатите во спортот се големи, а неговите први почетоци во борењето се уште од далечната 1960 година, каде под иницијатива на Ѓоргиев, Ристо Пирка се основа секцијата за борење ДТВ Партизан, каде како основач се јавува Јордан Ѓоргиев, покрај Ристо Ѓоргиев, Борис Наков, Насе Насев, Јордан Манов и Павле Серафимов. Понатаму следуваат следните големи достигнувања. Од 1961 година младински шампион на Југославија, прв шампион од Кочани. 1962 година републичко младинско првенство во Велес, прво место мува категорија. 62 година државен младински првак на Југославија, мува категорија 1962 година. 63 година стипендијант на Совка Југославија, 63 година државно првенство на Југославија, прво место перо лесна категорија, 64 година поединечно првенство во Македонија, трето место, државно првенство на Југославија сениори, второ место. 66 година учество во припреми на репрезентација на Југославија на Олимписките игри во Токио под раководство професор Љубомир Ивановиќ Геша, тогашен секретар. Грчко-римски стил, освоени 2 медали, златен и бронзен. 1966 година државен шампион на Југославија сениори. 66 година трет награден шампионат на Југославија, слободен стил, прво место перо лесна. Литературниот клуб Копнеш е формиран 1964 година и оваа година обележува 60 години од неговото активно и културно делување. Со својата работа, клубот представува еден од столбовите на културното работење, негување и афирмирање на општина Кочани на државно и меѓународно ниво. Оваа година сите активности на клубот се посветени на одбележувањето на 60 годишнината на неговото постоење. Литературниот клуб Копнеш соработува со сите основни училишта, деветолетки средни училишта во општината и деветолетки од соседните општини Зрновци и Чешиново Облешево. 20 поетски клубови од Република Северна Македонија и со клубот од бившите Ју републики. За остварената соработка, клубот има добиено бројни признанија. Со својата работа учествува во промоција на книги на роднокрајни автори и автори од Република Македонија. Учествува на поетски настани, организирани од други литературни клубови и здруженија на писатели во Република Македонија. Организира поетски фестивали и каравани на поезијата во општината. За своите активности издава поетски билтени, алманаси и монографии. На свечената седница обраќање имаше и градоначалникот Љупчо Папазов, кој даде отчет за сработените проекти во изминатиот период. Во рамки на културно-забавната програма настап има учениците од музичкото училиште Ристо Јуруков, при што се представија со традиционални македонски песни. Празнувањето за одбележувањето на 80 годишнината од ослободувањето почна со положување на свежо цвеќе на споменикот на слободата и во паркот на револуцијата кај бистите на Љупчо Сантов и Раде Кратовче. По повод 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани, и 8 септември, денот на независноста на Македонија, делегација составена од градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов, членови на општинскиот совет, Сојузот на здруженијата на борци, како и партиска делегација,
положија свежо цвеќе на споменикот на слободата и на бистите Љупчо Сантов и Раде Кратовче. Во пресред на двата големи празника, 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани, и 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, го обележуваме на споменикот на слободата со положување на свежо цвеќе и одаваме почит на борците за слобода и на градот и на нашата држава. Денес во склоп на чествувањата по повод двата празника ќе одржиме и свечена седница на Советот на општина Кочани, на која ќе бидат доделени највисоките признанија на носителите на наградите за оваа година. И во оваа прилика сакам на сите граѓани на општина Кочани да им го честитам 7 септември, денот на ослободувањето на градот, и 8 септември, денот на независноста на Македонија. Нека е за многу години, нека е вечна Македонија, да ни е живо и здраво Кочани. Градоначалникот Папазов додаде дека двата големи датуми за историјата на Кочани и на Македонија се датуми кога се потсетуваме на историското минато. Локалната самоуправа на Кочани распиша јавна објава за ангажирање на 5 лица кои ќе вршат достава на решенија за забрана на користење средства на територијата на општината. Цената за извршената услуга изнесува 40 денари за едно уредно доставено решение. Потребната документација која заинтересираните лица треба да ја достават до една шалтерската канцеларија е пријава за јавна објава со лични квалификации, адреса и телефон за контакт, а услов е кандидатите да имаат завршено минимум средно образование. Јавниот повик трае до 15 септември, при што со секое ангажирано лице ќе биде склучен договор на дело. Општина Кочани ги потсетува земјоделците дека во тек е рокот за пријавување за избор на најуспешен земјоделец за 2024 година. Целта на изборот е да се стимулираат регистрираните земјоделци да ги покажат своите успеси во производството на земјоделските култури, односно во оризопроизводството. Инаку за наградата која е парична изнесува 60.000 денари, може да конкурираат физички лица чии земјоделски имот се наоѓа на територијата на општината и се регистрирани или евидентирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства при Министерството за земјоделство. Секој од пријавените кандидати ќе добие бодови според количината на предадена арпа ориз до 30 август годинава. Потоа ќе се бодува површината на земјоделското земјиште со кој располага, дали е млад земјоделец, како и дали има значајни остварувања и постигнувања во областа на земјоделството на државно или меѓународно ниво. Право на учество во постапката за конкурирање немаат лица на кои претходно им била доделена наградата во последните 5 години. Секој предлог треба да се поднесе во писмена форма, при што треба да содржи соодветно образложение. Пријавувањето на кандидатите трае до 10 септември, а пријавите може да се достават по пошта или да се поднесат во едношалтерската канцеларија на општината. Традиционалното меѓународно моторели Независност в сабота е во Кочани. Најавено е да учествуваат околу 500 мотоциклисти. Мотоклубот Желки од Кочани во соработка со општината по 5ти пат ќе организира првата попатна пауза од моторелито Македонија Независност 2024. Стартот на дефилето е планиран од ресторанот Аква, а ќе се вози до шопинг центарот. По представувањето во градот, дефилето продолжува по својата рута низ Македонија. Новогодинешното издание ќе учествуваат повеќе од 400 мотоциклисти од државата и странство, кои за 3 дена со своите мотори ќе ја заобиколат целата држава. Моторелито Македонија Независност е единствен спортски настан кој се одржава во континуитет точно 32 години, а неговата примарна цел е промоција на мотоциклизмот како спорт.
Почитувани, со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.